благодарам што сте на Слободен печат и како што веќе најавив, веќе повеќе од јасно што следува во продолжение меѓународната анализа и фокусот на вниманието следните минути ни се светските случувања. Антоновиќ е веќе подготвен да направиме уште една утринска анализа. Светските случувања, сите подобри од подобри вести, ништо, никакви промени, само дополнително заглибување на состојбите околу овие неколку точки, а тие точки само се шират. Значи, што се случува, Сирија продолжува да биде во фокусот на вниманието, продолжува и геостратешкото мудрување и на глобално и на регионално ниво. Надмудрувањето на регионалното ниво се Израел, Турција, Иран, на глобално САД, Русија, со посредство на некои европски сили кои ги нема присутни доминантно, но се во позадина заедно со САД. Што ми е идејата денес да зборуваме, тоа е првин да го спомнам најголемиот победник на оваа состојба во Сирија, Израел, продолжува да ги држи своите трупи внатре во сириска територија. Значи, спомнувавме дека стигна 21 километри до Дамаск. Тоа не значи дека се тие офанзивни и дека одат на кај Дамаск, но фаќаат одредени позиции, особено според мене и според светските експерти е заземањето на Голанската висорамнина, нешто што поставувањето на таму на одреден број на трупи и најавата на израелската армија дека војниците ќе останат таму цела зима. Значи, нешто се очекува, нешто се подготвува. Нетањаху и Израел, ќе потсетиме, започна својата војна на елиминација на непријателите преку Хамас. Хезболах влегува во Сирија, ја бомбардираат Сирија каде сакаат и кога сакаат, стрелаат врз упориштата, односно врз војните комплекси на некогашната сириска армија, па и на руска, веројатно. За сега молк од светот, доста има жртви, Израел продолжува и почнува да исцртува својата нова карта на Блискиот Исток, ќе видиме до каде ќе оди и како ќе оди, особено што од 20 јануари кој ќе дојде Трамп, веројатно тие граници ќе добијат и одредена верификација, бидејќи знаеме каков е ставот на Трамп околу Блискиот Исток. Што се однесува до Турција, таа веќе реагира, бидејќи ќе потсетам, турско-израелската коалиција гурна Асад поради своји интереси, но не е во добри односи, што само покажа дека во геополитиката нема пријатели, туку има само интереси. Сега ќе видиме Турција што ќе isпрофитира. Веќе зборувавме изминатиот период дека тоа е исто така исцртување на други граници во Сирија, каде што беа курдите, каде што турците сега ќе се обидат нели да се пресметаат со курдите кои во моментов зафаќаат еден дел од територија, 3 милиона се во Сирија, но имаат потенцијал да предизвикаат револуција и во турскиот дел каде што живеат курдите, па оттаму Ердоган планира тоа да го сруши. Во меѓувреме целосно е анулирано персиското, односно шиитското влијание кое беше од Иран. Хезболах го нема никаде. И покрај тоа што една информација утринава вели дека Иран пратил и Хезболах елитни своји офицери да се прегрупираат внатре во Сирија, но што ќе биде со Сирија, веќе зборувавме, има 3 сценарија. Едното и можеби најтешкото интегрирано општество со овој Ал-Голани, така наречен, кој е на листата на терористи, кој веројатно ќе биде тргнат, но дали има капацитет да направи интегрирано општество, ќе видиме. Тој е предводник на радикална сунитски вахабизам, кој никако нема да стои добро со курдите, кои ако се муслимани, тие имаат едни социјалистички гледања на работите. Исто така нема да бидат добар ни со христијаните. Од друга страна имаме ИСИС, кој се возобнови и кој заедно го урива Асад, но сега почна да добива повторно исламската држава сила, која тогаш ќе биде проблематична, така да интегрирано општество е многу тешко да направат, освен ако не бидат тргнати тие меѓународни санкции и не се обидат да направат нешто како што му направија на Асад. Од друга страна, втората варијанта е се поизвестна дека ќе се обидат да го направат Авганистан, како што тоа го направија талибанците. Значи шиитски шеријат, шеријатска држава, која никако нема одговара на никој на Блискиот Исток.
И третата е граѓанска војна да продолжи, нешто што според многумина највеќе му одговара на Израел и на Турција, бидејќи во таков хаос ќе можат да направат заштитна зона за безбедност на своите држави. Значи, околу еднината на Сирија ќе видиме како ќе се движи. Она што исто така интересно е дека какви ќе бидат преговорите, каква ќе биде судбината на руските војни капацитети, и тоа ќе видиме. Веќе излегува на виделина договорот дека наводно Москва се согласила да не реагира во зачувувањето на Асад, бидејќи нема капацитети, па направила некаков договор со овие бунтовници, односно со Трамп. Ке те подсетам и гледачите, нели Трамп излезе и рече дека ќе има примирие во Украина и Русија, до кај сте стигнати, до таму ќе биде ваше, па веројатно тоа е договорот, вие ќе го добиете ова во Украина, ама не се мешате во Сирија. И тоа се исто така некои работи кои излегуваат. Ке видиме Сирија, јас лично не сум оптимиста и многумина го делат моето мислење во светот, колку што можам да ги видам колегите што можеби подобро знаат од мене, дека Сирија ризикува да биде Либан, се извинувам, Либија, ризикува да биде нестабилна држава, каде што неколку фракции ќе се борат, а све ќе биде во контекст на интересите на регионалните сили и на светските сили, но ајде да почекаме да видиме. Сега мораме една спојка да направам, можеби од гледачите не ја повржале работата. Повторно ќе кажам за Сирија. Сирија и Либан, нели, се дестабилизирани држави, тие се поранешна француска колонија, каде што французите Франција имаше голем удел политички, со влијание, со помош, со сето она што може една суперсила или сила да го прави, но случајно или не, Франција е дестабилизирана, падна владата, денеска тоа беше едното прашање, денеска ќе ги намерно го соопшти поврзувам. Дали е случајно или не, тоа ќе видиме. Франција, односно Макрон денеска најави дека ќе го соопшти мандатарот, името на мандатарот на новата влада. Тој ни на мене, ни на тебе, ни на поголем дел од гледачите не им значи ништо, но ќе видиме дали првин тој како претседател може да ја формира таа влада и дали таа влада воопшто ќе може да управува со Франција во време кога светове пред експлозија, ако забележуваш, дестабилизирана Европа. Франција, Британија претходно, Германија, да не зборувам, кој е неизвестен Шолц или кој ќе дојде таму, така да ова све се случи како да било планирано и тоа добро испланирано. Значи, хаос во Сирија, Израел и Турција си ја тераат својата работа, Соединетите Американски држави во очекување на новата администрација, старата администрација прави нешто што никогаш не би правило, нова помош за Украина, ослободување на затвореници, намалување на казни, амнестија на роднини. Ќе видиме што ќе се случува, далеко е 20 јануари дефинитивно, но да се надеваме дека ќе дојде до некаков прекин на огнот. Но, ајде ќе се вратиме сега за Русија и Украина, таму нема прекин на огнот, туку Русија до тринава започна со масовен воздушен напад врз цела Украина, што само покажува дека има некаков договор, дека се обидуваат по секоја цена, она што го зборував, да го пробијат фронтот и да ја поделат Украина, и со тоа, кога ќе дојде Трамп на власт, да дојде до прекин на огнот. Особено што завчера беше нападната и Чеченија и Москва се закани дека со сигурност ќе возврати. Веќе има некакви информации дека новиот орешник, така наречен фамозен интерконтинентална балистичка ракета, која беше експериментално истрелана пред 2 недели, повторно се подготвува да биде истрелана негде. Каде ќе биде, не знам. Сирија нема да биде сигурно. Веројатно е Украина. Потому е дотринава има аларм за воздушна опасност низ цела Украина, која во моментов се соочува со жестоки, додека зборуваме сега, со жестоки воздушни напади, што е намерата на русите, ќе видиме во текот на денот. Антонович, благодарам. Уште едно издание, петочко издание. Во неколку минути успеавме да ги опфатиме клучните теми, односно клучните случувања во однос на тоа што се случува во светот. Ја бркам камерата, ја фатив камерата, ова
Дела е таа. Во продолжение го најавувам она што следува, веќе добро ви е познато на сите вие што сте наши редовни гледачи, дека следува нашата рубрика Каде во слободно време. Петок е, верувам дека има полно информации кои што можеме да ги правиме, односно настани кои што ќе се случуваат денеска и престојниот период. Се ближат и новогодишните празници, дополнително концерти и настани во знакот на празничната магија. Уживајте во информациите и останете до самиот крај заедно со нас.